Од вчера до денеска нема никакви промени кај пациентот со мајмунски сипаници хоспитализирана инфективна. И тоа е во добра состојба. Вториот кај кој е потврдено ова заразно заболување се уште не се јавил на клиниката, но од Институтот за јавно здравје велат редовно комуницираат и со него. Лабораториските анализи кај заразениот кој е изолиран во болничка соба се во рамките на нормалните вредности, велат инфектолозите. Пациентот нормално се продолжува да се следи и се уште и ќе биде хоспитализиран неколку дена кај нас додека ова не донесеме друга одлука. Иначе кај пациентот се влегува со лична заштитна опрема, сите протоколи што се предвидени и препораки од СЗО се почитуваат. Пациентот е изолиран во една соба. На листата на контакти на Институтот за јавно здравје се и двајца здравствени работници кои имале комуникација со потврдените случаи. Институтот за јавно здравје изработи краток водич за здравствени работници со препораки и патеки на движење за сомнителните случаи. И истиот беше доставен до Министерството за здравство. ИАЗ денес отвара 2 нови телефонски линии за информирање за мајмунски сипаници. И тоа за консултации на граѓани и за консултација на здравствени работници. Стои во соопштението од институтот. Двајцата потврдени случаи на мајмунски сипаници во земјата се мажи на 40 и 44 годишна возраст од Скопје. Не се познавале меѓу себе. Не патувале надвор од земјата, но во ист ден биле на преглед на клиниката за кожни болести. За кој подтип на вирусот станува збор? Од ИАЗ примероците ги испратиле во Холандија. Освен осип, кај ова заболување карактеристични симптоми се и висока температура, болки во мускули и омалаксаност. Сања Димитровска, Сител телевизија.